По учеството во изведбата на сценската кантата Кармина Бурана во февруари во Софија, Македонската филхармонија како дел од тројниот регионален оркестар ја продолжува мисијата за спојување на народите преку музиката, па така нашата, Софиската филхармонија, нејзиниот филхармониски хор и Државниот симфониски оркестар од Солун вечерва овде во Центарот за современи уметности во Солун ќе го изведат делото од германскиот композитор Карл Орф. За овој настан веќе се одржа првата проба, од која гледате инсерти, почитувани гледачи. Проектот е и на иницијатива на бугарскиот диригент Најден Тодоров, како гест на културна соработка во регионот. Од наша страна беше прифатен од претходниот директор на филхармонијата Александар Котевски, а го продолжи актуелниот директор Мустафа Имери. Тука во Солун се, како да кажам, се прави една размена на националности, на држави, меѓународна соработка преку музиката која што, нели, да не се повторувам, крши врати, отвара бариери. Дали се планира и да се изведе кај нас да гостува оваа тројка? Ако имаме поддршка, нели, од Министерството за култура и од нашите спонзори, ако еве така да се искажам, би можеле да го направиме ова, зашто да не во Скопје, да бидеме одлични домаќини. Новина за вечерашната изведба на Кармина Бурана во Солун е и учеството на два хора од овој град. Хорот од црквата Свети Кирил и Методи и од Универзитетот Македонија, а наместо маестро Тодоров ќе диригира грчкиот диригент Михалис Иконому. I'm very honored and proud to be here, mostly because we have to go to perform a masterpiece with so many great musicians from all over the world. With music being here, performing Carmina Burana, this masterpiece, we can really become better people and achieve to really push the evil and the bad things away. Како и во Софија, и овдека за изведбата на сценската кантата ќе настапат солисти од трите држави. Од Македонија сопранот Ана Дурловски, од Грција контратенорот Николас Спанос и од Бугарија баритонот Иво Јорданов. Кармина Бурана винаги е предизвикателство, но предизвикателството сега в Солун е по-голямо, защото тук сме в акустична зала без микрофони. В София бяхме озвучени. Докато тук вече се разчита само на глас. Државниот симфониски оркестар од Солун веќе гостуваше во Скопје во мај, а вечерва тој ќе биде домакин на Македонската и Софиската филхармонија во приопштувањето на грандиозната музика од делото на Орф, која е базирана врз 23 средновековни поеми кои зборуваат на универзални теми. За Телма телевизија од Солун, Сотир Трајков.